Волонтерската група од гимназијата Гоце Делчев во чест на предстојниот празник 8 март денеска беше во посета на Домот за стари лица Зафир Сајто. Освен цвеќе, младите волонтери на највозрастните кориснички на услугите на оваа установа им подарија и по неколку прекрасни стихови посветени на жената. Со моите ученици одлучивме и со колегите од гимназијата да ги посетиме овие наши највозрасни дами овде во овој дом за стари лица, затоа што сметаме дека тие се нашето минато, ние сме нивната иднина. Може би ние овде некогаш ќе бидеме или жители на овој дом и речеме малку да ги расположиме, да несеме ведрина со овие млади, убави и поталентирани деца. Купивме цвеќе, децата дојдоа со своји лични творби, на кои што и учествуваат на литературни конкурси, имат освоено награди, па сака тоа убаво од својот талент да го споделат со нив, затоа што и овде разбравме дека има господи кои што пишуваат поезија, сите жени се цвеќарки по природа и пролет е точно убаво време кога може тоа што ќе го добијат од нас, после да си го засадат тука и да му остане како спомен. Низмерно сум среќна што дојде ваква идеја да дојдеме тука да ги израдуваме оние најстарите дами, оние кои што се всушност нашето минато, оние кои што за кои што треба да имаме најголем почит, за кои што треба да сме тука секојдневно. Со ова сакам да кажам дека на сите кои што се уште ги имате вашите баби, искористете го утрешниот ден и секој нареден ден да бидете тука за нив, бидејќи тоа на нив им е најпотребно доколку гледаме на таква перспектива. И знадевам дека нема само празниците да се тие кои што ќе служат да ја славите жената, туку секој ден ќе биде ден за да ја славите жената. Домот за стари лица е отворен за соработка со сите кои што сакаат да придонесе за целосно исполнување на денот на корисниците, велат надлежните. Традиционално, значи секоја година 8 март и некои други така позначени празници нели се одбележуваат во Домот за стари лица. Наше задоволството и чест ни е што денеска во пресрет на 8 март младите од гимназија Гоце Делчев Куманово изразија желба да не посетат. Тоа е особено важно за нас што нели училиштата и воопшто локалната заедница не забораваат. Тоа е иако физички не сме далеку од центарот на Куманово, добро е што сме и во мислите на помладите и како институција нели ќе се трудиме и понатаму да бидеме и ведри и да внесуваме значи радост и активности и да биде исполнет денот за нашите корисници и престојот во самата институција. Волонтерската група од гимназијата Гоце Делчев во декември лани заедно со Црвениот крст од Куманово организира акција за подготовка на подароци за деца кои што потекнуваат од социјално загрозени семејства, а претходно во ноември месец беше реализирана успешна акција за пошумување на спомен костурница.